Дали знаете дека од се што произведуваме, заработуваме и трошиме, 1/3 даваме на некој друг? Тој друг е државата, како систем на закони и институции. Тие за да работат за населението, земаат пари од него. Тоа го викаме буџет. За разлика од приватниот сектор, каде што прво гледаме па даваме пари, овде плаќаме на невидено, па потоа ќе видиме што се сработило за нас. Просечен поединец ја плаќа државата на најмалку 5 начини: кога ќе заработиме нешто, кога ќе купиме нешто, кога ќе ни тргне работата, кога ќе купиме нешто увезено или кога ќе купиме нешто што се смета дека е надвор од основните потреби. Сето тоа се состојки од кои се прават оние пити што ги подготвува Министерството за финансии. Кога питата ќе стигне на маса, важно е како ќе се пресече, односно кој колкаво парче ќе добие. Но уште поважно е кој што ќе направи со своето парче. На децата не им се дозволува да играат со храната, па и на институциите не треба да им се дозволи да си играат со парите. Ако не е доволна основната логика дека кога даваме пари треба да гледаме што се прави со нив, собравме податоци како пример што се случува кога не гледаме. Ги проверивме 15 институции со најголеми поединечни буџети. Им ги прегледавме јавните набавки и ревизорските извештаи од последните 4 години за да го видиме трошењето под две различни влади. Резултат: иако најголемите залци од парчето пита речиси секогаш им се за основните должности, постојано има трошки што им паѓаат на масата или на подот. А кога трошките ќе се соберат на купче, големи се колку цело парче пита. Министерството за транспорт и врски троши милиони за да ги извади населените места од 19-тиот век, градејќи водоводи, канализации и други основни потреби. Но за 4 години одвоиле и некоја пара за службени возила, поточно 90.000 евра за 6 возила. Водејќи се од логиката, залумно е да правиш ако не се пофалиш. Во 2015-та платило 5.700 евра за билтен со своите проекти. Истата година, град Скопје платил 12.500 евра за телевизиски репортажи за своите достигнувања. Сегашната влада пак не чека друг да ја слика. Си купила фотоопрема од 36.000 и телевизиска опрема од 10.000 евра. Министерството за одбрана најмногу трошело за гориво, униформи и опрема, но една куќерка за војничките кучиња ги чинела 200 евра. Министерството за здравство очекувано најмногу трошело за лекови, медицински средства и други потреби на здравствените установи. Но ако некогаш сте заглавиле во сообраќајниот хаос на клинички центар, треба да знаете дека во 2016-та потрошило над 8.000 евра за проект за привремен сообраќајен режим додека се градат објекти таму. Фондот за здравство се наоѓа далеко од прашината во клинички центар, но склучил договор за миење возила од 270 денари по услуга, која во повеќето сервиси во Скопје чини 200 денари. Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството се поддржала себе си со лаптопи од по 1100 евра. Тоа се трошките, но понекогаш има и цели залци што се тешки да се проголтаат. Најголемиот поединечен тендер на град Скопје бил за обнова на фасадите во центарот, а на Министерството за труд и социјала за бесплатен викенд за пензионерите, со договор склучен 5 дена пред изборната кампања. Министерството за образование секоја година троши милиони евра за набавка на учебници од истите фирми без тендер. Државата не е сопственик на авторските права на своите учебници, па зависи од приватните фирми што ги издале. Сите овие податоци може да ги види кој било од неговиот домашен компјутер, но што се случува кога стручна институција како Заводот за ревизија ќе дзирне во џебот на државата? Меѓу другото ќе се види дека владата 2 години трошела по околу 10 милиони евра за програма наречена реформи во јавната администрација, од кои 99,5% биле за соодветна и правична застапеност на заедниците, односно вработувања, а 0,5% за стручнооспособување и усовршување. Двете ставки што најчесто се споредуваат во буџетот се колку државата троши за плати, а колку за да изгради нешто, или така наречени капитални инвестиции. Острото ревизорско око забележало дека трошоците за плати се зголемиле за околу 50 милиони евра за 5 години. Тоа е колку просечни плати за околу 7.000 луѓе. Капиталните инвестиции пак се намалиле за 25 милиони евра. Тоа се десетина нови градинки или училишта. Но и кога државата гради, не значи дека гради ефтино. Министерството за транспорт успеало да ја избере најскапата од 9 понуди за неговата барокна зграда. Како?
Прво се пријавиле 9 фирми, во втората фаза поминале 5. Понуди испратиле 4, а на денот на аукцијата 3 се откажале. Пример како наместо за 2,1 да се склучи договор за 4,1 милиони евра, кој бил зголемен за уште 25% со анекси. Фондот за пензиско осигурување стана синоним за дупка. Се повеќе пари во него доаѓаат директно од буџетот, а се помалку од придонесите за пензија на вработените. Но тоа не го спречило да воведе една чудна пракса во јавните набавки што ја увиделе ревизорите. Вообичаено, кога компаниите се надпреваруваат на електронска аукција, постојано ја спуштаат својата цена и кога другите ќе се откажат, оној што останал со најниска цена победува. Но фондот подпишувал договори со победниците не со цените со кои победиле, туку со првите цени што ги понудиле, кои се поскапи. Кој повеќе работи, треба повеќе да му се плати, но вработени во Министерството за транспорт добивале надомест за прекувремена работа, зашто подоцна доаѓале на работа, подоцна си оделе, но им се пресметувале само часовите што останувале по редовното работно време. Кој е добар во работата треба да напредува, но Агенцијата за поддршка на земјоделството отпуштила 5 вработени само за веднаш да ги вработи на многу повисоки позиции за кои не ги исполнувале условите. Сите овие податоци се достапни на секој со компјутер и со интернет врска. За она што не може да се најде тука, секој граѓанин може да побара информација. Треба само да поднесе барање во архивата. Има еден позитивен тренд. Во последните 4 години постојано се рушиле рекордите на поднесени барања за информации. Во рекордната 2017 година имало речиси 10.000 барања, но тоа е како 0,5% од населението да се заинтересирало за работата на државата. За другите, не знаеме колку ги интересира политика. Побаравме информации од сите 15 институции колку граѓаните ги прашувале за нивната работа и трошоците во изминатите 4 години. Ни одговорија 14. Агенцијата за вработување е апсолутен шампион, а далеку зад неа за второто место се борат Министерствата за образование, внатрешни работи и финансии. Ретко кој се интересирал за институцијата што има на располагање по 17 милиони евра годишно за да ги служи другите, службата за општи и заеднички работи. Малкумина ги интересирало и трошењето во судовите и во фондовите од кои зависи нашето лекување и нашиот живот во староста. Владата, Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за вработување се оние што најчесто одбивале да одговорат. Интересно е дека годината кога се смени власта имало голем скок во барањата за информации. Скок како од куќа на облакодер. Малиот број барања би бил сосема во ред ако институциите сами ги објавуваат податоците за никој да не ги моли. Колку институциите се скржаве за информации за парите, покажува тоа што најголемиот број жалби за неодговорени барања се токму за нивното финансиско работење. Дел од овие забелешки се однесуваат на работата на претходната влада, а дел на сегашната. Кој е одговорен? И двете. Првата за своите постапки, а втората за своите и за несправувањето со претходните.